Почитувани, од градот и Шилегов, наместо одговори, имаме гласен молк за нивната нова парк депонија. Јавноста се уште е спрешена да дознае дали кој се стекнува со противправна имотна корист од неколку милиони евра и дали таму се депонирал радиоактивен и канцероген отпад. Се уште не знаеме колку е еколошкото злодело и ризикот по здравјето на жителите на град Скопје. Од господинот Стефан Богоев добивме половичен, нецелосен и погрешен одговор на поставеното прашање. Затоа денес доставуваме до општината и градоначалникот повеќе актуелни закони и одлуки објавени во службен весник, вклучително и одлуката на град Скопје за определување на заштитни зони на бунарското подрачје, усвоена минатата година токму на предлог на Шилегов. Од нив лесно и самиот може да согледа дека бунарското подрачје Нерез и Лепенес има 3 заштитни зони. И како што и вие сте сведоци, целата нивна ново создадена парк депонија е во втората заштитна зона. Исто така, ќе увидат дека е строго забранет ископ, отстранување на природниот материјал и особено депонирање на ѓубре во дупките што ги скопа. Доколку градоначалникот и службите воопшто се немаат појавено на спорната локација, еве доставуваме и линкови од објавените видеоматеријали за да видат колку длабоко се ископуваат дупките и со што истите се пополнуваат. Следниве неколку денови ќе ги искористиме за подготовка и поднесување на соодветни пријави до сите надлежни институции. Во реакцијата на општината Карпош беше нагласено дека често биле прифаќани предлозите и идеите на опозицијата предводена од ВМРО ДПМН. Јас ќе додадам дека не погрешите што тогаш ги слушавте нашите предлози. Нема да сгрешите ако не послушате и сега. Веднаш застанете со проектот. Стопирајте ги понатамошните градежни активности во парк депонијата и пред да продолжите, отпочнете итна постапка за деконтаминација и ремедијација на земјиштето на предметната локација. Почитувани граѓани, владењето на СДС е завршена приказна. Со победата на изборите ВМРО ДПМН ќе предводи обновата на Македонија која опфаќа 1 милијарда евра инвестиции за подобра животна средина. Жално е што дел од тие средства наместо за развој на екологијата ќе мора да бидат потрошени на отстранување на штетите и ѓубрето со кои СДС ја загрози животната средина и здравјето на скопјани. Со обновата следи слобода на институциите кои ќе бидат во можност целосно го расчистат овој случај. Правда и одговорност мора да има и ќе има. Благодарам.